Представници на 35 невладини организации и локални институции од Источна Македонија и регионот на Благоевград од соседна Бугарија ќе изработуваат онлайн платформа за рамномерен развој на туризмот преку проектот Одржлив развој на туризмот, средство за прекугранична кохезија и напредок. Ние искаме да се съберем на едно место в една база данни. Ние сакаме на едно место во една база да ги собереме сите информации за сите објекти и туристички маршрути. Така што со еден клик на телефонот ќе може да се добијат сите потребни информации, со цел максимално на туристот да му олесниме и да не губи време. Од овој проект очекуваме да биде формирана база на податоци со најмалку 40 достапни туристички рути во тангираниот регион, тоа е областа на Благоевград и источниот регион. За учесниците во првата работилница за користење на информатичката технологија во туристичкиот бизнис, овој проект треба да донесе популаризација и на непознатите туристички локалитети. Овој проект е многу интересен за нас, бидејќи Сандански е позната туристичка дестинација и има многу нешта да понуди кои се надвор од спа туризмот, градскиот туризам, но има многу запоставени села во регионот кои имаат сочувано културни споменици, многу добро сочувана локална архитектура и ќе се обидеме со овој проект да дадеме нов живот на овие села и на тој начин да помогнеме на локалното население за економски развој преку туризмот. Општина Пехчево која го поддржува развојот на туризмот и исто така инвестира во развојот на туризмот. Ја поздравува идејата и го поддржува исто така и овој проект за правење на база на податоци за туристички локалитети и туристички потенцијали. Проектот трае 15 месеци, а го спроведуваат невладината Лешки од Берово и на Фокус од Благоевград. Вкупната вредност е 119.000 евра, средства обезбедени преку ИПА програмата за прекугранична соработка.